Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Пресврт на Слободен печат. Денеска имаме интересен гостин кој што одлично е познава меѓународната дипломатија, надворешната политика, светот, но и случувањата во Македонија. Токму на теми кои што се актуелни, се однесуваат на она што е можеби најжешко во моментов во светските медиуми, а тоа е телефонскиот разговор трет по ред на американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин. Што ќе донесе тој, дали воопшто ќе имаме некакво раздвижување на мировниот план помеѓу двете сили, меѓутоа и како ќе се рефлектира сето тоа во Европа, што значи тоа за Балканот, каква е состојбата безбедносно и надворешно политичка во регионот, а со тој во Македонија. Во најновото издание на емисијата Пресврт разговараме со професорот Нано Ружин, поранешен македонски амбасадор во НАТО. Велам, добро дојдовте во емисијата Пресврт, господине Ружин, и ви благодарам за што прифативте поканата. Благодарам исто и на вас. Слушнавте накратко најавата. Поводот меѓу другото е и она што е можеби најжешко, а тоа е оној последен разговор трет по ред помеѓу Трамп и Путин. Па еве, предпоставам дека успеавте да ги дзирнате и насловите и да ги видите оние анализи што разговарале, како разговарале. Може ли еден краток осврт на она што можеме, што први воочивте по разговорот? Имаме ли некакво раздвижување или ова е пак одоговлекување од руска страна на мирот? Прво, тоа е топ тема насекаде и во аналитичките кругови, и во политичките и дипломатските кругови. Секако дека овој настан се очекуваше долго време. Разговарале над 2 часа, да речеме дека имало превод и така натаму. Практично се зборувало 1 час и повеќе. И секако ние не ги знаеме сите детали од тој разговор, бидејќи постои така наречена тајна дипломатија. Самиот Трамп после тоа по разговорот им се јавил и на Зеленски, и на Макрон, и на Европската Унија. Значи, сите се обавестени околу одредени елементи. Големата дилема беше, пред самиот почеток на овој разговор, но и денеска, прекин на огнот. Дали прво треба да се прекине огнот меѓу двете завојувани страни, а после да се отпочне со преговори, или вице верса, прво да се зборува истовремено да се води војна. Така. Практиката покажува дека никогаш или многу неуспешно се случувало тоа кога го прекинувате огнот, бидејќи секогаш ќе се најде некој изговор да продолжи истиот, почнувајќи од Виетнамската војна преку југословенските искуства, Косово, Босна и така натаму. Така. Но европејаните инсистираат, од друга страна се заканија со санкции. Самиот Трамп рече дека во овој миг наметнувањето на нови санкции кон Русија би значило оптоварување на мировниот можен договор, а од друга страна, може би со право, европејаните велат, па тој само бара да дојде, да добие во време, подобро да се среди и така натаму и така натаму. Како и да е, ова е пред се добар потек, бидејќи тој започна, некои велат, Истанбулските преговори од пред 10 дена беа само еден вид продолжување на првиот Истанбулски состанок, каде што дојде до неуспех пред 3 години, таму на 28. 2022 година. И практично продолжи и има некои ситни помаци во смисла, например, сте договорија за 1000 разменети затвореници. Па Трамп и Путин исто околу размената на 9 американски, 9 руски луѓе кои што се во затворите. Но главната сепак суштина е дека ќе постои потпишување на одреден меморандум за воспоставување на преговор. И тој меморандум за сега никој не знае како изгледа, но Трамп е тука кој што не крие дека е заинтересиран за Нобеловата награда и дека постојано истакнува дека секој ден се гинат по 3-4 или по 1000 жртви и така што
сите сега се во исчекување. Пред се каков ќе биде потегот на Русија, каков ќе биде на Соединетите Американски држави, дали постои толку цврста солидарност меѓу САД и европските сојузници да воспостават навистина строги санкции, особено кон нафтата, која Русија ја извезува. И самиот Трамп рече, за 15 дена ќе знаеме се. Тоа значи, за 15 дена ќе има едно отплеткување или почеток на отплетување на тој Гордиева јазол и ќе видиме што ќе се случи. Како и да е на терен, сепак Русија е во одредено предиство. Јасно е дека таа сака да ги задржи 20% кои што се добиени од сегашната војна, плюс останатите делови од овие 4 или 5, ќе видиме колку територии, да не ги наброја, Керсон, Запорожје, Донбас и така натаму. И сега светот е во исчекување. Што ќе се случи, никој не знае, бидејќи тука постојат и тајни, тука постојат договори. Единствено, Сабајле чита во некои медиуми дека Украина е уплашена, сепак двете големи сили да не се договор за незината поделба. Тоа сакав и да ве запрашам, професоре, а апропо на она веќе што го дадовте во вашиот одговор, во однос на она европска перспектива на разговорите помеѓу САД и Русија. Доколку ги следавте разговорите, Трамп вчера, кога излагаше во соопштенијата оние од Белата куќа, наговестуваше дека треба да се чуе со Путин, меѓутоа тој оствари повик со Зеленски. Од тие тајни преговори што ги има, зошто европската страна секогаш е не негативно настроена, меѓутоа со предпазливост во однос на она што се преговара помеѓу САД и Русија, и зошто еве на неколку пати овие западни think tankoви и медиуми велат дека Путин не само што го договлекува мировниот договор, туку тој фактички го влече Трамп за нос. Да, тоа да, сојузниците тоа го истакнуваат постојано. Прво, разговорот меѓу Зеленски и Трамп траел само 5 минути пред почетокот на самиот настан. После тоа зборувал колективно со сите. Втора работа, да не се лажеме дека ова војна не е војна за воздух, туку војна за територија, богата со минерали и богата, една од најбогатите земјоделски можни тла во Европа, би рекол со многу поголема механизација е во состојба да го рани целиот свет таа територија. Во тој контекст и европјаните имаат интерес да добијат дел од колачот, и Трамп има интерес да добие дел од тој колач, бидејќи тој нели го потпиша договорот за минералите, но она што е исто така интересно, како ќе се однесува на тамошната, би рекол, безбедносна гаранција. Бидејќи европјаните во ред, најверојатно Украина по војната ќе стане нов член на Европската унија, бидејќи тие капацитети Европа мора да ги користи. Дури мислам дека таа геополитичка димензија ја надминува некогашната компенхашка филозофија, значи критериумите. Така. И мислам дека ние, Балканот, може да бидеме губитници во тој аспект. Во која смисла, на одолжување? Одолжување и плюс тоа гледаме дека владата не е заинтересирана за никакви отстапки во однос на промената на внесување на бугарското малцинство во уставот. Така што Украина е еден геоекономски и геополитички влог и за Европската унија, и за Велика Британија, и за Соединетите Американски држави. Воедно, таа е геополитички во смисла на излез на море, тука го знаеме Крим, веројатно Крим ќе и припадне на Русија и тоа е дел од тој пакет. Наводно ги знаеме сега неколку истакнати амбиции на Русија во смисла на Украина. Тоа, односно таа смета дека Зеленски треба да замине во историјата, да не влегува во НАТО, странски трупи да нема тука во Украина. Сега ако развиеме филозофијата, ние Украина би ја наше меѓу двете теории
на Фукујама и Хантингтон, меѓутоа нели емисијата е кратка, нема тоа друг пат би можело околу тоа да разговараме. Како и да е, не е крај на историјата, како што викаше Фукујама. Туку историјата продолжува и податаму, бидејќи тоа е војна, значи не е воспоставен еден перманентен мир како што сонуваше Кант, ниту пак од друга страна Хантингтон може би има право во почетокот на војната, каде што објаснува дека ако 19 век беше војна на нации, 20 војна на идеологија, 21 војна на цивилизации, тогаш наводно католиците и православните ја отпочна војната во Украина. И сега по таа негова поделба, тој самиот уште од 95-та вели не сме НАТО да напредува кон исток, треба да се поделат католиците од една страна во Европа и православните од друга страна. Како лидер на православните би била Русија, тоа значи ние би отишли во тој дел. Што баш не е не се сложува со нашата надворешна политичка политика. Овде само едно подпрашање во однос на тоа, вашите прогнози во однос на како би се реализирало од временска рамка овој евентуален мировен договор. Дали тоа би можело да гледаме некаква брзо решение од година дена 6 месеци или ова би било на некакви етапи кои што би можело да се одоговлечи во наредните 10 години? Значи, баш имаше една изјава на Путин, вели ние војувавме со Шведска 23 години пред да заклучиме договор. Предпоставам дека тоа не е баш така, но знаете што се реалните пречки? Например, тоа го истакнуваат и западните аналитичари. Руската економија е економија, војна економија. Тоа значи дека најголемиот дел од руските капацитети, тешката, лесната индустрија се пренасочени кон војната индустрија. Сега, враќањето на таа војна индустрија кон нормални рамки е многу тежок и спор процес. Тоа во временски рок што тоа во временски рок минимум една година. Минимум една година. Вие може да има договори, на пример, поставно да бидејќи се работи за фронт кој што е 2000 километри повеќе. Значи постепено да се направи една тампон зона, па постепено од тој регион постепено се воведуваат мировни сили и така натаму, против кои иначе не сака да чуе Путин, бидејќи мисли ако дојдат англичаните или НАТО, тогаш што би било пак исто така предизвик. Тоа е спротивно на нивната филозофија. Така што не очекува една неизвестност, се ќе биде поизвестно, може би, а може би не, за 15 години, 15 денови, затоа што тогаш ќе се откријат некои, би рекол, некои аргументи кои што денеска не ги знаеме од овој преговори, но факт е дека и Русија кажа сакаме мир и дека Украина вели сакаме мир. Значи, за љубов е потребни двајца, практично евентуално за војна. Со ова професор Ружин некако се паѓа во вода оние предизборни ветувања на претседателот Трамп кој што збореше, а сега навршуваат 100 дена од неговиот мандат, кој што говореше дека ќе ги заврши експресно војните во Газа и во Украина. Ќе има сеопфатна даночна реформа и нели отстранување на оние социјални програми кои што ги најавуваше за внатре во САД. Ме интересира овде следното прашање во однос на оние 100 дена. Колку овој втор мандат на Трамп е само вербална реторика, во пракса не се спроведе или обратно? Колку спроведе она што кажа и што му остана неостварливо? Значи, прво, мислам дека сме многу слабо информирани околу тоа што се случува на тлото со прашањето на мигрантите. И сврнени се огромен број на мигранти од Соединетите Американски држави, што е еден тренд, ја мислам, во западниот свет. Во Европа се уште нема сила за тоа, но Трамп го исполнува ветувањето. Второ, наметна огромни увозни такси, кои што на крајот почна да се релативизираат. Трето, самиот кажа дека
ќе ја среди војната во Украина за 24 сата, па 48, така, па 6 месеци и така натаму. Сега за сега само напори. Но сепак кога би ја ставиле на вага неговата иницијатива, сепак е добро што тој реагира мировно, бидејќи ако земеме другата алтернатива, што би било војна, јакнење на судир, јакнење на извози, огромни извози на оружје и така натаму, губење на човекови животи. Така што мислам дека во таа насока е позитивен. Исчекуваме. Во однос на Газа, самите знаеме дека е многу чувствителен кон Нетањаху. Тој беше првиот лидер што го посети. Мислам дека даде срамежливи некои проценки во смисла треба хуманитарна помош, па после имаше идеја да ги преселуваат палестинците во Либија, па тоа најде сега на огромен отпор меѓу либијците. Така што тука околу Газа мислам дека се уште не го реши проблемот. Тука Европската унија е многу поагилна и мислам дека за сега целта на Нетањаху е да го победи Хамас и да ги ослободи сите затвореници. Мислам киднапирани израелци кои што уште од 8 октомври, но колку од нив се живи, тоа никој не знае и каде се смести. Во една реченица, светот дали драматично се сврте за 360 степени за овие први 100 дена од Трамп? Па не можеме да кажеме дека за толку брзо може да се сврти, меѓутоа можеме да ги трасираме тенденциите кои што се видливи. Прво е евидентно дека главниот предизвик за Трамп и за САД се Кина, а не Русија. И сега да не навлегувам во старите теории на Макиндер, кој владее со земјиното срце, односно со Евроазија, тој го контролира светот. Тоа е стара теорија, веќе 120 години е уште од почетокот на 20 век. Но знаеме дека секогаш особено по Втората светска војна до денес не е било пријатно на американската администрација кога доаѓа до приближување меѓу Русија и Кина. И мислам дека еден од мотивите на оваа Трампова помирлива политика е токму да ги одвои Русија од Кина. Никсон на времето измисли пинг-понг дипломатија со кинезите. Тогаш кинезите беа послаби и некако ја одвои Кина. Но дали сега е во можност тоа во една галопирачка раст на Кина и на Пекин? Само под услов да се опушти глобализацијата. Бидејќи сега може да дојде до деглобализација, практично доаѓа заради санкциите, и создавање на регионални глобалистички сојузи кои што веќе постојат меѓу Кина и Русија, Индија и така натаму. Така што од тоа многу зависи, бидејќи не случајно, ако следевте конференцијата за печат на Трамп, синоќ ќе рече, ние имаме голем потенцијал, а и Русија има голем потенцијал да отпочнеме економска соработка. Се тоа параметри кои што не тера да размислуваме дека постои некоја желба да Русија се отргне од Кина. Од Кина. Дали ќе успее како во минатиот век во 70-тите, 80-ти години останува да видиме. Меѓутоа овде професор Ружин би сакал да се надополнам апропо она што го кажавте, отргнувањето и од друга страна зближувањето на Западот во однос на предстојниот НАТО самит кој што треба да се одржи следниот месец во Холандија Хаг. Овде би сакал да ве запрашам која е вашата предикција во однос на тоа што таму ќе се говори. Претпоставуваме дека Украина меѓу другото ќе биде главна тема, но дали ќе бидат донесени некакви заклучоци со оние кои што можеби нас директно ќе не заинтригира, а се однесуваат за зголемувањето на трошоците за одбраната на 5%, на 5%. Рубио бара од НАТО, од сите земји членки, вклучително Македонија, да одвојуваат од својот буџет 5% од бруто националниот производ. Колкото е возможно за нас, земја како Македонија, и дали можеби тоа ќе биде и главната тема на НАТО? Значи, мислам дека НАТО во овој миг
пред НАТО се поставени неколку, би рекол, и прашања, и дилеми, па и цели, кои се од геополитичка, од геоекономска и војно-технолошка природа. Од геополитички аспект, НАТО го интересира да се спротистави, сега со мали исклучоци, нели, Турција е многу смирена, си обезбеди практично позиција да биде медијатор, условно речено. Словачка и Унгарија не се баш толку воинствено расположени. Соединените американски држави исто така. Така што НАТО мора да води една геополитичка и геоекономска стратегија кон војната што се случува во Украина. Секако дека акцентот ќе го стават европските сојузници пред се врз наоружувањето. Гледаме дека Полска веќе со амбиции да стане втора најсилна држава според војниот потенцијал на Алијансата, пред се и човечкиот потенцијал. Европа, пред се Франција, обезбеди нуклеарно покривање на територијата на Полска. Велика Британија исто така е заинтересирана, значи Европа мора да го надмине да го подигне тој безбедносен акцент во смисла на практично нови продори на оружувања и во поморски, сувоземни и воздушни сили со еден фонд од 800 милиарди евра до 2030 година. Што тоа ќе значи, сега за малите држави? За малите држави како економи во развој како што сме ние. Ние сега одвојуваме негде околу 2,3. Ја набиндавме границата 2%. Збореше министерот Мисајловски и рече, изминатиот период, дека Македонија може да ја стигне границата од 3% за трошење за одбраната. Меѓутоа 5% е речиси двојно од она што можеме да го оделиме. Значи ние како држава со таква економија, ние Албанија, Црна Гора, па тешко да можеме да издвоиме 5% во однос на ова прашање. Може би нашата дипломатија ќе треба малку да се потруди да каже ние не сме во состојба, бидејќи немаме ни капацитет, ниту економски, ниту финансиски, ниту технолошки. Може би да се поделат работите и да се види што и каде ние би можеле да учествуваме. Например, исто како што беше по кризата од 2001 година. Ние по некој тогашен терк наследен од минатиот режим, мислевме дека сувознемните тенковски единици се најдобрата одбрана, што не е точно. Гледате сега со дронови и така натаму се уништува и добро што ги дадовме, покажавме добра волја, ги дадовме на Украина, но ќе треба значи да се приоритираме повеќе на обука, на мали оружја, на лесни оружја, оние кои што прагот од 5% е недостижен. Тешко да го достигнеме. Мислам дека што би значило, правиме муавет, говориме во политички агол. Дали може би тогаш сад би притиснале за оние кои што не исполнуваат за некакви услови, некакво оддалечување од НАТО или пак? Видете, ја например толку гледам преку анализата на некои геополитички прашања. Например, за нас голем придонес е доколку го изградиме коридорот 8. Би бил голем придонес за НАТО, бидејќи три држави, Бугарија, Македонија и Албанија би се поврзале со тој коридор. Меѓутоа, и мислам дека тоа би бил нешто од нашите адути. Меѓутоа гледаме дека проблемот со Бугарија е многу сериозен. Мислам, ние веќе не сакаме нели да разговараме за таа тема, а одиме на коридорот 10, кој што го сочинуваат горе Орбан, Вучич, Мицковски и Грција. Значи, како ќе биде релацијата и на кој начин тоа ќе биде прифатливо, уште не знаеме,
Мислите дека во инвестиции во тој дел можеби до некаде би стигнале од прилика до тоа некоја замислен процент на НАТО? Па мислам дека би можело нешто, мора да имаме нека аргумент. Меѓутоа проблемот е што овој аргумент го немаме. Затоа што со Бугарија никако да се подобрат односите, се чека нашата позиција. Зборував со некои мои пријатели од ВМРО ДПМН кои сметаат дека за сега нема никакви шанси, дека практично и факт е дека тие ги добијат голем дел од гласачите токму на тоа прашање и дека практично тоа е демек сме одреле проамериканска, а не проевропска политика. И понекогаш се прашувам дали на вистина оваа гарнитура сака да не внесе во Европската унија, тоа останува една голема дилема. Ете, тоа е Ќе имаме време во некоја можеби наредна емисија да дискутираме за тоа. Меѓутоа овдека уште едно прашање имаме сосема на крајот од нашиот разговор, а се однесува за она стратешки договор со Велика Британија. Професор Ружин, стратешките партнерства со развиени и богати држави се добрододени за мали економии како што е македонската, но експертите се воздржуваат од посебни анализи бидејќи се уште ништо не знаеме точно што опфаќа овој договор стратешки со Велика Британија. Прашањето ми е, до сега Македонија има направено еден сличен ваков стратешки договор со наш најголем стратешки партнер САД, меѓутоа тој беше како уште во 2008 година поради неуспехот на американскиот претседател тогаш Џорџ Буш да не влезе во НАТО. Прашањето ми е зошто најпрво овој договор не е транспарентен, не гледаме бидејќи ќе биде во договор на кредит каде што ние ќе го враќаме, и второто прашање, дали овој можеби договор со Велика Британија е некаква втор план за нашиот неуспех на евроинтеграциите, да се задоволиме со некакво стратешко партнерство со Велика Британија кој што ќе го плаќаат граѓаните. Значи се работи за заем и како што рече самиот министер за транспорт и врски, овој договор е всушност се уште не е потпишан, но средствата ќе бидат искористени во подобрување на инфраструктурни објекти. Ние како држава и како политички, би рекол, гарнитури, постојано некако се држи тајна за секое задолжување, за секоја позиција, особено кога се заемуваат пари. Јас се надевам дека тоа еднаш ќе се прекине. Уште не е потпишан договорот, можеби затоа и тој не е се уште транспарентен, но кога ќе биде веќе завршено, кога ќе го потпише министерот, тогаш би било коректно да го изложи пред собрањето на затворена седница, ако не сака целосна јавност, за да има едноставно да бидат луѓето информирани. Алтернатива наша за закочените европски наши трактори. Со оглед дека е држава која што не е членка на Европската унија, но која што сега се кае што не е членка на Европската унија и е многу поблиска, например, до европските лидери, мислам дека и една утешна, би рекол, позиција, но Велика Британија исто така е голем пријател на нашата земја, независно кој е на власт, и секогаш сме имале поддршка и во НАТО и во ЕУ, така што се надевам дека тоа на добро ќе излезе, без да, иако луѓето се веќе разочарани во сталните некои заемови, каде одат парите и така. Значи тоа треба да биде транспарентност и пред се контрола на сите токови на средствата каде што одат. Само во тој начин ќе личиме на една вистинска демократија каде што владење на правото и корупцијата полека ќе исчезнуваат. Професор Ружин, ви благодарам за вашето гостување во емисијата Пресврт во Слободен печат. Времето е малку, темите се многу за разговор, секако ќе оставиме место и простор за следно ваше гостување и можеби разговор на друга тема. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и со задоволство ќе дојдам повторно. Почитувани, тоа беше професорот Нано Ружин, поранешен македонски амбасадор во НАТО, со кого продискутиравме во најновото издање на Пресврт за односите помеѓу САД и
Русија, Европската унија, Македонија, што значи стратешкиот договор со Велика Британија, но и на каде оди меѓународната политика во овие жешки времења. Ви благодарам за вашето внимание. На вам ви препорачувам да го читате порталот Слободен печат и да се претплатите на YouTube каналот на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието и пријатно.